Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Владата на Зоран Заев и СДСМ е тотално изгубена. Ветото за почеток на преговорите извади на виделина целата нивна неспособност и во сегментот на надворешната политика, како и се останато. Министерот Никола Димитров, еден од најодговорните, заедно со Заев, за ќорсокакот во кој што се наоѓа Македонија, денес говори за алтернативни решенија за европеизација на Македонија, а само до пред еден месец говореше дека нема друга алтернатива за државата. Впрочем, сите тие договори, одстапки од националните интереси, ги правеа во име на Европската Унија, а сега говорат за план Б. Но, кој е тој план Б? Има ли пилот во владата? Зошто Македонија менуваше уставно име и дали го смени само за да доби уште едно ново вето? И Заев и Димитров и функционерите на СДСМ сега глумат изненаденост, велат ако знаеле за ветото немало ни договорот да го поддржат. Нека не глумат невини. Целата јавност им говореше дека договорите се штетни и не гарантираат европска иднина, ама тие на сила и со арогантност ги спроведоа. Затоа и ги прашуваме, ако сега имаме вето, и ако власта на СДСМ се свесни дека погрешиле, што ќе направат со договорите? Европската иднина се гради со реформи, а не со пазарџиско лажење и лажни ветувања. Реформите кои ги ветуваа и уште ги ветуваат не направија ништо, ама баш ништо да ги реализираат изминативе 3 години. Плановите 369, 12 станаа 3 години и се уште не се реализираат. Напротив, изминативе 3 години Македонија назадуваше. Станавме најкорумпирана држава во Европа, а Заев стана синоним за корумпиран политичар. Ваквата состојба Бугарија вешто ја искористи и ги наметна своите негаторски и нерационални барања. Да имаше Македонија влада со европски вредности, а не корумпиран картел на власт, бугарското вето немаше да се случи. За жал тоа го знаат и бугарите, знаат дека има корумпирана влада и премиер кои за пари се подготвени да сторат, ама буквално се. Концесиите кои се давани и ветувани од страна на Заев и уцените од страна на бугарската страна, кои што се испорачуваат фактурата, одат рака под рака. Затоа Заев сега молчи и се крие, молчи пред навредите на Каракачанов, молчи пред негаторските навредливи изјави од страна на Каракачанов и бугарската страна кон Македонија и македонскиот народ. Еве прашувам уште еднаш зошто не реагира и не ги демантира владата сите овие изјави. Зоран Заев е политичар, заглавен во својата пазарџиска и коцкарска позиција, во која на маса ја стави иднината на државата, народот, идентитетот. Излезот од ова е само оставки од Зоран Заев, Димитров, Шеќеринска и сите останати и формирање влада на национален спас. Поразена е нивната патлиџан дипломатија, разоткриена е нивната неспособност. Тие се камен околу вратот закачен на Македонија и колку побрзо заминат, толку подобро за државата и граѓаните. Благодарам се, ја би сакал да одговорам на едно прашање поставено од Канал 5 телевизија, кој што стигна електронски до пресцентарот на ВМРО ДПМН. Прашањето е следно. Кампањата во Штип е почната, дали сметате дека протоколите нема помогнат и дали ВД градоначалник ќе беше подобра опција до октомври 2021 година. Она кое што можам да го потенцирам и секојдневно го потенцираме како ВМРО ДПМН е дека сите оние луѓе кои што ќе бидат заразени или не дај Боже починати наредниот период во Штип, ќе ги носи на совест и на душа и СДСМ и кандидатот за градоначалник на СДСМ во општина Штип, Сашко Николов, кој што е доктор, заедно со Зоран Заев, ќе ги носат на совест, а местото на Сашко Николов не е во моментов да тера кампања за градоначалник, туку местото на Сашко Николов е во клиника, во болница, да ги лечи луѓето и да се справува со ова корона пандемија. Да не беше толкова голема арогантноста на СДСМ, на Зоран Заев, да беа малку порационални и да не се однесуваа шизофрено, како што тоа го прават во моментов, ќе беше поинаква ситуацијата. Во моментов
бидејќи ароганцијата е преголема, а отворени се сите опции буквално кои што значат за подобро справување со пандемијата, односно заштита на здравјето на граѓаните. Но нормално треба да се види во законски рамки дали е изводливо, дали не е изводливо и како изводливо да се реши целата ситуација, да граѓаните бидат заштитени со нивното здравје, односно да нема повеќе жртви од овие избори кои што во моментов се спроведуваат на нерационален начин во моментов, но како што реков, за тоа е потребна политичка и пред се човечка волја од страна на СДСМ, која што во моментов ја нема, единствено им е поважна фотелјата отколку здравјето на граѓаните. Благодарам.